Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Охридската полиција во интензивна комуникација со локалното население за заштита на регионот од пожари. Охридските маратонци од Охрид трчат, по втор пат ќе учествуваат на Белградскиот маратон. Туристите од Турција најбројни во периодот јануари-февруари 2024 година. Едукативна работилница за глувите и наглуви лица како посебна и ранлива категорија учесници во сообраќајот, прва од ваков вид во земјава. Европскиот парламент го усвои новиот пакт за миграција и азил. За најавените и останатите содржини во дневникот ќе ве информираме по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме сончево и многу топло време со максимална дневна температура до 24 степени, што е невообичаено висока дневна температура за овој период од годината. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе превладува претежно ведро и топло време. Утре над британските острови на југ од Скандинавија умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд проследени со силен ветер. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и надпросечно топло. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време со невообичаено високи дневни температури кои што ќе се движат во интервал од 25 до 29 степени. Во Македонија во сабота ќе превладува сончево, ветровито и многу топло време. Ќе дува до умерен засилен североисточен и северозападен ветер кој што на моменти ќе достигне брзина и до 20 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 6 до 14 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 20 до 30 степени. УВ индексот ќе има висока вредност 7. Во Охрид во сабота ќе превладува сончево, ветровито и многу топло време. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 24 степени. Во Охрид во недела ќе превладува сончево и многу топло време со максимални 25 степени. Во понеделник претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 11 степени, додека пак дневната ќе достигне до 26 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Во вечерните часови со услови за слаби врнежи од дожд. Утринската температура од 12 степени, додека пак дневната ќе биде во опаѓање и ќе се спушти на максимални 21 степен. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Анабела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Невообичаено високите температури дополнителна причина за загриженост од појава на пожари. Во услови на сезонско палење на срништа, но и изголемена појава на пожари периодов, секторот за внатрешни работи Охрид спроведува координативни активности со сите надлежни пред се во насока на превенција и за навремен одговор при настанување на пожар. Акцент е ставен на поблиска комуникација со локалното население. Невообичаено топлото и суво време за овој период од годината создава идеални услови за појава и ширење на пожари на отворен простор. Центарот за управување со кризи известува за десетици пожари дневно на ниво на државата. Статистиката и за Охридско-Струшкиот регион покажува зголемен број пожари периодов пред се на појасот на трската на Струшкото крајбрежје и поради палење стрништа и отпад. Како одговор, СВР Охрид ги интензивира активностите и контролите за поголема заштита на регионот од пожари. Акцентот е ставен на координација на сите надлежни, но и поголема комуникација со локалното население. Клучен фактор е комуникацијата со населението, навремено пријавување на секоја појавна форма или облик на пожар или можност за настанување на пожар. Тука пред се мислам дека граѓаните кои што се движат во шумите, во отворените простори на планинските појаси, имаат клучна улога во навремено алармирање на службите, на полиција, противпожарната единица и така натаму. Токму во таа насока овие контакти со граѓаните ги интензивираме со цел да им укажеме дека граѓаните имаат законска обврска да ги известат службите за појава на пожар. Охридската полиција веќе одржа работни состаноци со местното население на селата долж источното крајбрежје на Охридското езеро од Велестово до Пештани, а средбите ќе продолжат со сите урбани и местни заедници во поширокиот регион. Укажување на населението за штетите кои можат да настанат поради неодговорно однесување или невнимание, како и значењето на навременото алармирање при регистрирање на пожар на отворен простор се од клучно значење, вели портпаролот на секторот Стефан Димовски.
Во руралните средини сезонското палење стрништа, треви и сува вегетација од нивите, земјоделските површини секогаш е потенцијална опасност за пожар од големи размери, но не се ретки случаите кога настанува пожар при спалување шут, гуми, пластичен отпад од страна на несовесни граѓани, како во последниот случај во Охрид кога при горење на гуми беше опожарена поголема површина нискостеблеста вегетација кај стрелиштето Бејбунар. Граѓаните мора да сватат, посочува Димовски, дека предизвикувањето пожар намерно или ненамерно е кривично дело за кое се одговара зависно од околности и последици и за кое има нула толеранција. Казните не се мали, до 8 години затворска казна изнесува согласно овој член 227 од Кривичниот законник и мислам дека тоа треба да биде уште еден мотив повеќе. Сите оние кои што имаат намера да горат отпаден материјал, шут или други предмети или пластика, односно материјал кој што може лесно да се запали, тоа да не го прават. Сите овие контакти треба да вложат со плод, а тоа е навремено излегување на полициските службеници и пронаоѓање на сторителот. После тоа поднесување на кривична пријава и изнесување пред лицето на правдата. Охрид има професионална територијална противпожарна единица која секогаш е брза и на ниво на задачата, но граѓаните мора да бидат внимателни и одговорно да се однесуваат за да не дојде до потреба пожарникарите да интервенираат, вели Димовски, бидејќи секој пожар значи уништување на природата, загадување на животната средина и загрозување на човечки животи. Промена на локации на неколку гласачки места за престојните избори, информира Општинската изборна комисија. Општинската изборна комисија ги известува граѓаните за промена на локации на следните гласачки места. Избирачко место 1271 од местната заедница Билјанини извори, улица Мирче Ацев број 31 е префрлено во општа болница модуларна на улица Сирма Војвода број 1. Избирачко место 1260 од приватен објект на улица Даме Груев е префрлено во гимназијата Свети Климент Охридски. Избирачко место 1297 од хотел Бетон е префрлено во основното училиште во Долно Коинско. Избирачко место 1281 и 1281/1 се префрлени од приватен објект во населба Видобишта во електромашинскиот училишен центар Свети Наум Охридски на улица Живко Чинго број 1. Избирачките места 1283 и 1283/1 се префрлени од приватен објект на улица Момчило Јордановски во основното училиште Христо Узунов на улица Питугули број 128. Избирачкото место 1267 е префрлено од местна заедница Железничка во приватен објект на улица Железничка број 104/А. Десет одобренија за градба се издадени во Охрид во февруари годинава, соопшти Државниот завод за статистика. 8 одобренија во Охрид се издадени на приватни лица, а на 2 објекти инвеститори се деловни субјекти. Ке се градат 75 станови со корисна површина од 4968 метри квадратни. Во Евчан и во февруари издадени се 3 одобренија за градење, од кои едно на приватно лице, а 2 на деловни субјекти. Во февруари во Струга и Дебрца не се издадени градежни дозволи. На ниво на државата, во февруари 2024 година се издадени 387 одобренија за градење, што е за 9,9% повеќе во однос на истиот месец од претходната година. Од нив на 216 објекти како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 171 деловни субјекти. Охридските маратонци од Охрид трчат по втор пат кои учествуваат на Белградскиот маратон. Целта е културно и спортско сплотување на двата народи. Промоцијата повторно е под покровителство на почесниот конзулат на Република Србија во Охрид. Таму ќе се представат 50 тркачи од Охрид, а на засебен штат на Белград Експо ќе се промовираат културно-туристичките потенцијали на градот Охрид. На иницијатива на почесниот конзул на Република Србија во Охрид, 50 на маратонци од Охрид трчат. По втор пат ќе бидат дел од Белградскиот маратон за охридските тркачи.
Конзулатот обезбеди 50 ноќевања за 2 денови и превоз. Целта е културно и спортско спојување на двата народи. Тоа ќе придонесе за приближување и промоција на двете значајни спортски манифестации. Со тоа ќе допринесеме, како што спомнавме, на добра афирмација. Ние не сме, како би рекол, луѓе кои прв пат одиме таму, ние сите се добро познаваме, посебни поздрави и бенефиции кои ни да се заблагодариме на директорот Дарко Хабош, кој ни излезе во огромна преспред да ни ги овозможи сите таму логистики. Така да таму има и саем за тие спортски манифестации, каде што исто нашите организатори, добро познатите и оне и Иван, кои мако трпно сиве овие години се бореа да направат еден бренд спортски кој стварно на достојно ниво не представува, а јас како почетен гозул секогаш ќе се борам да ги поврзам уште повеќе сите спортски манифестации, секако економските, културните и се она што не поврзувани с историјата. Спортот ги урива границите и ги зближува народите. Присуството на охридските маратонци на Белградскиот маратон е продолжување и продлабочување на соработката во иднина, велат од Охрид трчат. Одиме втора година поред на Белград маратон. Белград маратон е најголемата спортска тркачка манифестација на Балканот. Од минатата година веќе гледаме дека галопира и за надвор, значи од Балканот, и навистина ни е особено мило што Белград маратон како наши пријатели, значи од година во година се повеќе и повеќе расте, затоа што на таков начин и ние како помал настан, нели, на Балканот добиваме поголеми бенефиции и добиваме многу поголемо искуство. Значи навистина ни е особено мило што ќе се дружиме, значи 50 наши пријатели ќе бидат дел од Белградскиот маратон, значи ќе бидат дел од експото, од самото трчање, значи најавени се околу 20.000 посетители на самото експо, што за нас ќе представува огромна можност за презентација, и јас верувам дека ние сето тоа максимум ќе го искористиме. На самото експо, односно на Белградски саем, ќе има можност Охрид трча со свој штанд да биде презентиран целокупно оно што го работи, не само спортската манифестација Охрид трча, туку сите оние спортски манифестации кои што влегуваат под атлетскиот клуб Охрид трча. Тука е акватлонот, кој што е во рамките на Охрид Water Festival, Пештани вертикал и Бајраче трейл, кој што е нов спортски настан кој што се одржува во месец септември. Тука е новиот бренд кој што е под закрила на атлетски клуб Охрид трча, односно франшизата која што ја зедовме од оваа година, тоа е Хайландер Macedonија, кој што ќе се случува исто во месец август. Сите овие спортски настани ќе бидат презентирани пред целокупната тркачка спортска јавност кој што ќе проциркулира тие денови на Белград маратон. Оно што го очекуваме од оваа промоција и презентација на Охрид, да во следниот период, односно во периодот кога се одржува Охрид трчат и оние сите спортски настани, голем дел на учесници кои што се сега ќе бидат присутни на Белград маратон, да бидат присутни и на нашите спортски манифестации. На Белградскиот маратон ќе има и експо саем, каде ќе се промовираат трките од целиот регион. На него се очекува да продефилираат повеќе од 20.000 посетители, а Охрид трчат со брендиран штанд ќе го промовира градот Охрид со цел да се привлекуваат што повеќе туристи. Македонија во февруари ја посетиле околу 44.000 туристи, од кои 17.000 домашни гости и речиси 27.000 странски туристи. Според податоците на Државниот завод за статистика, во периодот јануари и февруари 2024 година, во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристите е зголемен за 9%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 3,9%, а кај странските има зголемување за 12,8%. Во истиот период, бројот на ноќевање е зголемен за 11,6%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 12%, а кај странските има зголемување за 11,2%. Во однос на структурата на странските туристи, најмногу бројни биле гостите од Турција, потоа следуваат гостите од Србија, Грција, од Бугарија, Албанија и од Германија. Полициски службеници од СВР Охрид, припадници на Интернационалната полициска асоциација, на одсекот за превенција и на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај, одржаа едукативни предавања пред членови на Сдруженијето на глуви и надглуви лица од Охрид на теми од областа на сообраќајот.
На едукативна работилница прва во земјава од ваков вид глувите и наглуви лица од Охрид како посебна и ранлива категорија учесници во сообраќајот поблиску се запознаа со одредбите од Законот за безбедност во сообраќајот на патиштата и нивните законски конкретни права и обврски како возачи на моторни возила, пешаци и велосипедисти. Работилницата ја одржаа полициски службеници од СВР Охрид, припадници на Интернационалната полициска асоциација на одсекот за превенција и на полициската станица за безбедност во патниот сообраќај. Александар Стебовски, председател на Сдруженијето на глуви и наглуви лица од Охрид, како голем проблем ја нагласи отежнетата комуникација меѓу полицајецот и глувото или наглуво лице, немањето соодветни лепенки за паркирање на нивните возила, како и потребата од зголемен број на паркинг места на јавните паркинг простори во градот наменети за овие лица. Оваа работилница е поттик на глувите и наглуви лица кон поголема одлучност за комуникација со полициските службеници во врска со нивните проблеми и потреби од областа на безбедноста, како и зголемена грижа за инклузивност на оваа категорија граѓани, стекнување основни информации за работата и начинот на функционирање на полицијата, смета Славица Стефановска, секретар на Сдруженијето. Работилницата се одржа по неодамна подпишаниот меморандум за соработка помеѓу ИПА Охрид и Сдруженијето за глуви и наглуви лица. Таа е знак за меѓусебно пријателство со цел јакнење на комуникацијата меѓу глувите и наглуви лица со полициските службеници, воспоставување системска меѓусебна соработка и едукација на теми од областа на безбедноста, како и можност за запознавање на ИПА полициските службеници со основните одредби од знаковниот јазик и начините на комуникација на членовите на Сдруженијето, истакна председателот на ИПА Охрид магистар Стефан Димовски. На учесниците на работилницата им беа презентирани неколку типизирани видеоматеријали на тема сообраќај. Полициските службеници одговараа и на низа прашања од глувите и наглуви лица поврзани со конкретни ситуации во сообраќајот. Денешното издание на емисијата Прашалник е посветено на состојбата со бездомните животни, предизвици и проблеми како и предлози за решенија. Денешни гостинки на Сонја Рилковска се Сузан Сулејман и Маја Ковачевска. Прашалник следува по првото издание на Дневникот. Да ги погледнеме вестите од светот. Европскиот парламент го усвои новиот пакт за миграција и азил како одговор на се поголемиот број барања за азил и огромен број на мигранти кои се сместени во оскудни кампови. Европскиот парламент гласаше за сеопфатна реформа на законот со кој би требало да се ревидира миграционата политика ширум Европа со цел да се олесни депортацијата на неуспешните баратели на азил и да се ограничи влезот на мигранти. Заедничката база на податоци за влез на мигрантите ќе овозможи на земјите од Европската Унија да ги споделуваат информациите за историјата за барање за азил. Според податоците на Агенцијата на Европската Унија за азил, минатата година барања поднесле повеќе од 1,14 милиони луѓе, што е најголем број од почетокот на мигрантската криза во 2015 година. По гласањето во парламентот, последниот чекор нацртот да стане закон е одобрување од Европскиот совет, што е формалност која се очекува во наредните недели. Илјадници луѓе се убиени во војната во Судан, која остана во сенка поради војната во Газа и Украина. Војната во Судан започна пред една година, а според податоците на Обединетите нации, околу 9 милиони луѓе од тогаш се внатрешно раселени, додека земјата ја напуштиле околу 1 милион луѓе. Обединетите нации побарале 2,7 милиарди долари за финансирање на хуманитарните потреби, но добиле само 155 милиони долари, што е само 6% од побараната сума. Се проценува дека 3 милиони судански деца се неухранети, а околу 19 милиони деца не одат на училиште. Четвртина од болниците во Судан не функционираат. Суданската војска се бори против паравоените сили за брза поддршка. Војната хунта во Мали забрани известување на медиумите за сите политички активности во земјата. Властите на Мали доцна синоќа издале наредба за забрана на телевизиите, радијата, печатените и онлайн медиумите да известуваат за активностите на политичките партии и здруженија, не прецизирајќи во соопштението дали новинарите ќе можат да известуваат за теми кои се тесно поврзани со политиката, како што е економијата. Оваа забрана властите ја донесле со образложение дека тоа е во интерес на заштитата на јавниот ред и мир, соопшти Associated Press. Организацијата на новинари во Мали со одговор дека одбиваат да ја исполнат наредбата на властите и ги повикала медиумските работници да се мобилизираат и да останат обединети во одбраната на правото на граѓаните за пристап до информации.
Локализиран пожарот кој рано утрово избил во новосадската населба Бангладеш. 40 пожарникари со 12 возила се бореле со огнената стихија. Нивните екипи ќе останат на терен во текот на денот од безбедносни причини. Пожарот зафатил голем дел од населбата затоа што станува збор за споемни приземни објекти што дополнително го отежнувало гаснењето. Околу 10 домаќинства целосно биле изгорени, пренесува Нова РС. Дел од жителите биле сместени во прифатилиште за бездомници и во сигурен детски дом, соопштил градоначалникот на Нови Сад и додал дека градот ќе помогне во обновата на населбата како би можеле да се вратат луѓето во своите домови. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.